Повеќе од 20 години скопјани вдишуваат, внесуваат жива во својот организам. И сите го знаат ова. Се знае дека се внесува жива, но нема информации каде има жива точно во Скопје, која е количината и колку има жива низ Македонија. То прва се огласија од Министерството за животна средина дека ќе се прави мапирање барем конечно за тоа каде и колку има жива. Но не е само живата. На 30.000 тони опасни хемикалии стојат и демнат од фабриката Охис. Охис беше ставен на прво место како една од најопасните така наречени жешки точки според количините на опасен отпад, според нивната токсичност, според количините и поради тоа што е во самиот град Скопје. Охис се претпоставува дека има останато уште околу 8 тони жива. Но точно колку никој не знае. Сега со овој новиот проект преку ПОПС ке знаеме колку точно и каде има жива. Што е проблем? Проблем е затоа што овој дел каде што се користела живата, односно погонот за електролиза, бил поврзан со неколку канали за одвод, а некои од тие канали немале прочистителни станици. Се претпоставува дека дел од оваа жива со понирање, бидејќи е потешка од водата, отишла и во овие одводни канали. Имаме детектирано големо количество високи концентрации на жива и во почвата и во подземните води во околината, а и во самата конструкција на објектот во кој што е вршена електролизата. Тоа е многу блиску до погонот за добивање на линданот, така што тоа подрачје од Охис близу до погонот на Билјана е најзагаденото подрачје. При чистењето на малата депонија, заедно со органските хемиски загадувачки супстанции, посебно делта хексахлороциклокексанот, веќе излегува течна жива во самата депонија. Се појавува, значи дури и таму како проблем. Зошто е живата проблем? Живата е проблем според сите лекари во светот и според Светската здравствена организација, можеме да видиме на оваа слика, ги напаѓа буквално сите органи во телото. Може да имате откажување буквално на сите органи, делови на нервниот систем, посебно се погодени малите деца, затоа што кај нив изложувањето на жива е долготрајно. Кој е појасот кој што е загрозен и за кој што велат дека и сега може да има контаминација од некои од овие опасни хемикали на Охис? Тоа се лисиче, усје, пинтија, драчево, кисела вода, велат и аеродром, а сите овие, како што може да видите овде, во дел од нив има и обработливи површини. Тврдено е нивно присуство во многу високи концентрации во подземните води, дури и во храната што се произведува во бавчите во околната населба. Живата е следена во подземните води и ја има исто така во релативно високи концентрации. Почвите со жива се следени само во делот на просторот во Охис, внатре во заградениот дел. Во поширокиот дел немаме доволно податоци за да можеме да тврдиме. Тоа би била следна фаза од истражувањето. Значи ние се уште не знаеме што дишеме и дали дишеме жива. То прва треба да знаеме. Знаете што, ние не знаеме ни какви органски токсични супстанции дишеме и во Скопје. Затоа во моментот сум и во Женева, јас сум член на глобалниот мониторинг тим за следење на овие така наречени перзистентни органски загадувачки супстанции. И верувајте, нашиот регион, зборувам за Балканот, е еден од покритичните. Точно требаат пари, но ако се има волја се може. Ова се фотографии од Google Earth, вака изгледале депониите во 2020. 2021 веќе почнува да се покрива малата депонија, да се подготвува за да биде исчистена. Ова е 2022, значи 2022, само за неколку месеци. Веќе се постави шаторот, веќе се исчисти линданот, меѓутоа ова е малата депонија. Останува горлив проблем големата депонија за која што ќе бидат потребни многу повеќе средства. Огромни пари се потребни, значи проценките се над 10-11 милиони евра само за малата депонија. Големата е многу кратно поголема од малата. Така. Ако во малата се проценуваше да има околу 1000 тона хемикали и околу 10.000 тони почва, во големата има околу 30.000 тони хемикали плюс уште толку земја. За подземните води тоа веќе и нема ни пресметка уште направено колку би чинело тие да се пречистат. Така што парите се најголемиот проблем во секој случај. Кога ќе дочекаме
Министерството за животна средина, владата и воопшто во Македонија да ја исчистат оваа жешка црна еколошка точка во центарот на градот, која што се наоѓа веќе, ќе видиме. Пари се потребни многу, но потребна е и волја. А се работи за здравјето на сите луѓе во Скопје.